Јавно ги повикуваме премиерот Мицковски да излезе и директорката на јавна управа да дојде да ни излезе у сусет, да дојде со нас да разговара за нашите докази што ги имаме и да се договориме како понатаму. Втора работа, јавно го повикуваме и градоначалникот на Куманово да излезе тука со нас и да договориме средба и со него. Значи ова јавно го кажуваме, бидејќи многу кумановци се збунети што се прави и како се прави. Бидејќи ние имаме докази, тие доказите не ги прифаќаат, имаме неформална средба со премиерот и со директорката, тие барања ни ги едноставно ни ги одбија. Значи, процедурата е многу сложена, бараме институциите од нашата држава, Министерството за надворешна работа, Министерството, владата, по официјални службени канали, преку амбасади, не знам како тие си знаат протоколи, да ни го обезбедат тие документи. Тоа се нашите барања. УЈП треба да си провери со кои држави ние немаме подпишано договор за избегнување на двојно доначување. Со кои држави немаме? Со тие. И ако немаме со тие, немаме пример со Бангладеш. Ти ги вадиш само приходите што пристигнале од Бангладеш. Кај кого пристигнале и тие ги бараш да ги оданочиш. Не може така недискриминаторски така све комплет. Сите што зеле странски пари, сите. Не може тоа така. Ама и над 183 дена биле надвор од државата. Си има закон 88. човече. Овие луѓе кои што ќе немаат да ги вратат овие пари, голем дел од нив немаат затоа што ги потрошиле за живот, инвестирале нешто, ги потрошиле тие пари, ги немаат на сметка, тие луѓе ќе банкротираат или ќе бидат принудени повторно да си одат надвор од државата и за да не ги враќаат парите на државата, кај у некој случај се илјадници евра, ќе бидат принудени да си останат надвор у странство.